Бадијала забраната на македонските власти ќе биде сторено се Македонија да го добие цар Фердинанд. Оние кои тврдат дека имаат бугарска самосвест во земјава, со сите сили ќе се обидат да го отворат бугарскиот културен клуб во Богданци. Потпредседателот на ова здружение Маријан Николовски за бугарското радио Фокус порачува дека ако е потребно, ќе се оди и во Страсбур, ама Македонија ќе добие клуб именуван по цар Фердинанд. Ние името не планираме да го смениме, ќе ги искористиме сите правни средства што ни стојат на располагање во државата Северна Македонија и ги црпиме сите правни механизми што ни стојат на располагање, да ги искористиме сите судски дистанси и потоа ќе одиме на се знае кај во Европскиот суд, Страсбург. Ако бидеме одбиени. Во Македонското собрание едногласно беше изгласан закон со кој ќе се регулира именувањето на овие здруженија, а оние кои веќе се основани и именувани по спорни историски личности имаат рок од 3 месеци да ги сменат своите имиња и статути согласно пропишаното во новиот закон. Ова беше причина за нова реакција и провокација на бугарската фондација Македонија, им пречи што ќе бидат забранувани имиња на историски личности кои ги повредуваат чувствата на македонците. Официјално е обновен шовинистичкиот закон за заштита на македонската чест од 1945 година. Долгорочните негативни последици од оваа одлука за Скопје остануваат да се видат, но известно е дека над 60% од лицата до 30 години, порано или подоцна, ќе се иселат од земјава. Во име на политичкиот рейтинг беше подкопана иднината на државата. Покрај клубовите во Македонија проблематична е состојбата и со македонскиот културен клуб Никола Вапцаров во Благоевград, чие основање беше забрането од страна на Врховниот суд на Бугарија. Она што е симптоматично е што против него се и македонските власти, а тоа директно ни го кажа првиот дипломат. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски порача дека тој треба да им се извини на македонците поради неговите зборови. Министерот за надворешни работи треба да води сметка дека тој ја добива својата месечна плата и овој би рекол луксузен живот кој што го води од граѓаните во Македонија. И треба да ги штити интересите на граѓаните во Македонија, не да ги штити интересите на граѓаните во случајот на соседна Бугарија. И мислам дека треба малку поодговорно да се однесува кон чувствата на граѓаните во Македонија. Тука пред се мислам на чувствата на македонците. Инаку бугарскиот културен клуб Цар Фердинанд доби негативна оценка од владиното советодавно тело за употреба на имиња на историски личности, а одлуката дали тој ќе биде регистриран со тоа име или ќе мора да бара друго, ќе ја донесе Централниот регистар.